Енергетската криза ќе удри врз туризмот. Најавите за зголемување на цената на електричната енергија ќе ја дотолчат најпрофитабилната стопанска гранка. Ако се земе предвид дека во месец ноември е забележан раст на цените на угостителските услуги, енергетската криза силно ќе се одрази врз зголемување на цените на аранжманите. Прагот на рентабилноста го одредуваат менаџерите според поскапувањата во одредени сектори, вели првиот човек на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот. Во зависност од поскапувањата на тие сектори ќе зависи и услужната дејност или туристичко-угостителскиот сектор. Така да ако имаме зголемување на струјата, тоа ќе влие и ќе дојде до зголемување на аранжманите и се останато, бидејќи основните фиксните трошоци одредени имаат зголемување. Во овој момент не можам да кажам за колку ќе се зголемат цените на аранжманите, но ако веќе имаме зголемување во другите сектори, секако дека ќе очекуваме зголемување и во туристичко-угостителскиот сектор, вели Јанески, кој проговори и за нискобуџетните компании кои ги откажуваат летовите кон и од Македонија, што е погубно посебно за туристички Охрид кој чма е празен сред зимска сезона. Секако дека тоа ќе се одрази врз туристичкиот сектор, пред и слободното патување на туристите кои што сакаат да патуваат во овој период од годината. Ако говориме околу новиот сој на коронавирусот, секако дека има одредени дополнителни рестрикции во Европската унија и исто така засилување на некои одредени мерки. Визер најави дека ќе ги намали и укине летовите од повеќе дестинации од Балканот, меѓу кои и Македонија. Докога ќе трае овој тренд на откажување на летовите, ќе зависи од текот на пандемијата. Оперативни рути кои се сигурни во текот на зимата и ќе го поврзуваат Скопје со неколку градови во Белгија, Данска, Шведска, Франција, Германија, Англија, од кои многумина ќе се одржуваат со скратен распоред. Сите други рути се делумно или целосно откажани. Од Охрид само Базел ќе работи во текот на зимската сезона, која ќе трае до 26 март следната година.